Арбен Таравари нема намера да ја напушти владата, но доколку премиерот Христијан Мицкоски смета дека треба да си одат, тие биле подготвени да му кажат збогум. Тој тврди разговарал со премиерот дека неговата партија е потребно да остане дел од владината коалиција и најави дека повторно ќе разговара. Вели, не треба да се брза. Јас сум разговарал со премиерот, повторно те разговараме, доколку тој смета дека Алијанса за албанците не треба, ние немаме никаков проблем. Меѓутоа, мислам дека Алијанса за албанците во моментот треба, меѓутоа, доколку донесат таква одлука, немаме никаков проблем. А не може никој друг да каже, освен тој што формира влада. Ако со него ќе се видиме, се слушаме, сме во комуникација, така да ќе видиме следните денови. Затоа ви велам, ни треба да бидеме што порационални овој период, да не брзаме, да не избрзаме. Во моментов владиното мнозинство во собранието е стабилно, а спикерот Африм Гаши вели дека досега не примил никакво официјално барање за формирање нова пратеничка група или за какво било поместување на силите. Сега во собранието е статус кво во однос на нова распределба на пратениците, се како што било. Значи, сите пратенички групи кои се формирале на почетокот на овој нов собраниски состав продолжува да работат. Ако имаме нови промени, ќе треба тоа официјално да го достават до службите и до мене, за да ги информирам потоа другите пратенички групи и пратеници. Доколку Таравари сепак реши да си замине или премиерот го избрка, владата останува стабилна со доволно пратеници, но најголем проблем ќе биде тоа што власта ќе нема Бадентерово мнозинство, кое е потребно за многу закони, посебно во врска со албанците. Спикерот Гаши не гледа некој поголем проблем во ова. Според него, за секое прашање за кое е потребно Бадентерово мнозинство, одлучува секој пратеник кој е од немнозинските заедници. Инаку превирањата во вреди следат од како партијата на Таравари реши на избори да настапи самостојно, но најави можна соработка со ДУИ. Токму можната соработка со Ахмети ги налути неговите поранешни партнери во вреди, кои го повикуваат Таравари да реши или со ДУИ или во владата. Паралелно со заминувањето на Таравари, останатите партии од вреди веќе започнаа процедура за формално обединување во една нова политичка партија. Гаши соопшти дека кон крајот на јули или почетокот на август треба да се распишат локалните избори.